Во студиото на Нова тема е последниот извештај на Комисијата на Обединетите нации за развој и трговија. Во студио го поканив консултантот и експерт Зоран Витанов да го прокоментираме овој извештај. Господин Витанов, она што пристигна како вест од тој извештај е доста непријатно за Македонија со оглед на тоа дека се наоѓа најдолу на листата на земји во регионот по бројот на странски инвестиции. Како го толкувате вие оваа констатација на еден можете релевантен извештај каков што е овој на Обединетите нации? Не, тука несомнено дека јас не се сомневам во. Би било илузорно ние да се сомневаме дали е релевантен или не, сигурно е релевантен и бројките се вистините. Сега, лично јас гледам многу причини. Значи, не е тоа една причината зошто е тоа така. Главната причина е, го базирам на две субјективни причини во Република Македонија, особено што нели сме и под Косово и под Босна и Херцеговина, дури ако сакате и по глава на жител, ако гледаме, ние сме пак на дното. Значи и во релативен број големина на пазар и така натаму. Првата причина број 1 е во Македонија нема бизнес клима. Значи никој не ти го гарантира капиталот и собственоста со оглед на тоа какво судство имаме. Добро, но логично секој ќе го постави тоа прашање и на себе си, не секој кој ја познава областа. Косово, да речеме, и Босна и Херцеговина не се држави кои имаат некакви перформанси во смисла на владење на право, кои се подобри од Македонија. Дури може, ако судиме по некој одсеки, Македонија да има подобри перформанси во таа област. Да, меѓутоа трендовите во судството во Македонија се надолни, а трендовите во судството во Босна, Херцеговина и Косово се нагорни. Во Босна се стагнантни, ниту одат нагоре, ниту надолу, во Косово се нагорни. Капиталот е плашлив елен. Капиталот не сака да оди на терен кај што има многу шушкање. Значи тој бега во мирни, безбедни шуми. Македонија во моментот судството ни е гротеска карикатура. Гледате какви пресуди имаме, гледате какви смешки имаме. Еве го најновиот пример со Дрисла. Сега што излегува на виделина и тоа е значи причината број 1. Причина број 2 е објективната економска причина заради субјективните македонски макроекономски мерки. Еве, да поконкретизирам, да не бидам абстрактен, скапиот денар. Македонската монетарна политика е многу непопуларна за странски директни инвестиции во државата. Македонскиот скап денар, кој што веќе 2 децении се држи на едно исто ниво во однос на еврото порно со марката, е нереален. Како тој пречи на странските инвестиции? Сега тоа ќе објаснам. Бидејќи тој нереален и преценет, Македонија е хиператрактивна за трговија за увоз во државата. Но не е воопшто атрактивна за да се инсталира производство во Македонија кој што ќе се извезува надвор. Бидејќи скапиот денар, и тоа е главната причина по мене, скапиот денар во Република Македонија, сите производи произведени во Македонија, кога ќе извадиме надвор од границата, ги прави скапи. Ако во мене ме чини 6 денари, при скап денар тоа е 10 центи. А ако е реално курсот на денарот колку што е 7 денари 10 центи, тогаш 6 денари мене ме чинат 20-30% поевтино. Затоа во Македонија нема странски директни инвестиции. Ние можеме колку сакаме да имаме добра волја и да привлекуваме и да се рекламираме, да ги намалуваме даноците, ама тоа е фискална политика. Ако фискалната политика не е во координација со монетарната политика, а очигледно не е, Македонија не може ни во иднина да се надева на привлекување странски. Тие што влегува странски инвестиции во Македонија, влегува од лични, пријателски, политички или некакви си нејасни бизнес интереси. Да не кажам сумнителни. Реалните, конкурентните инвестиции во Македонија нема да ги има се додека има скап денар и се додека има гротескно судство. Во која мера другите земји од регионот, Хрватска да речеме со милијарда и нешто странски инвестиции, Црна Гора е една мала држава, е со околу 600. Добро, Црна Гора таму е друг комплетно е друга приказната за Црна Гора. Во која смисла јас би се споредувал таму овие перформанси кога велите скапиот денар или нели скапата валута во тие куната на пример во Хрватска. Би се споредувал со Србија. Српскиот динар неколку пати веќе, неколку години наназад е во флуктуирачки слободен пат, така да кажам, контролиран, за да не избие инфлација, што ги прави хиператрактивни сите српски производители. Затоа во Србија имаме мега странски инвестиции и имаме реално производство од реалниот, од индустријскиот сектор. Затоа Србија и нема толкав проблем како што има Македонија. Кој проблем кај нас го произрекува? Која е главната последица на тоа што ние имаме скап денар? Не е непривлекувањето на странски директни инвестиции. Основната последица што после тоа следи е масовна невработеност, бидејќи ние останавме без индустрија
И сите се тепаме да се вработиме во некое министерство или во државна плата. Но кога немаме база од кај да се храни тоа, прашање на момента ние кога како држава ќе банкротираме. Ова исто така произведува и друг еден проблем. Огромен дефицит во меѓународната трговска размена. Бидејќи секој сака да увезе нешто и да продаде во Македонија, а никој не сака да произведе нешто и да извезе надвор од Македонија. И затоа ние имаме 20 години поред стапка на невработеност над 33%. Кога читат, Ќе ми дозволите уште една реченица. Ние менуваме влади. Владите имаат разна фискална политика. Еве сега гледам опозицијата, пак најавува нови социјални мерки доколку дојде на власт. ВМРО ДПМН 6-7 години веќе постојано во фискалната политика нуди мерки кои што не се лоши. Меѓутоа, без ние да го релаксираме денарот, сето тоа е само дриблање на аут линија. Ние така не можеме да поентираме. На нас не требаат малце похрабри економисти во Македонија. Оти внимавајте, од друга страна, колку и да се менуваше политиката, реална и фискалната политика, монетарната политика, кој да поставяше овој гувернер, од која политичка опција да беше, ние ја теравме истата константа. Тоа е главната причина зашто Македонија нема развој. Кога се чита извештајот, таму се констатираат и некои трендови на глобално ниво. Да. И се забележува глобален пад на странските инвестиции со оглед на кризата. Да, добро, но сепак, што може да се очекува, како го читате ви извештајот во смисла на тие трендови, кое е расположението, ако може така да кажам, на странските во Македонија, Македонија нема перспектива за привлекување странски инвестиции, се додека не имаме скап денар. И се додека не си го решиме судството. Значи, ќе имаме инцидентни случаи. Ќе имаме некои или неинформиран, ама во најчест случај политички мотивирани, еве така да ја кажем, или на лични релации мотивирани инвестиции. Нели да не ги именувам. Некој кој на лична основа ќе се обезбеди гаранции за Значи, за сигурноста на капиталот. Апсолутно. Меѓутоа на конкурентска основа, на реално конкурентска основа некој да реши да инвестира во Македонија, тоа нема да се случи само заради тие два фактори. Нормално има тука и други ситни фактори, ама 80% од причините се тоа. Гротескно судство и скап денар. Како толкувате тоа што Велика Британија е шампионот во Европа со преку 68 милиарди знаете ли кој е во еврозоната? Апсолутно. Знаете ли кој е првиот лајт мотив на секој еден во Велика Британија кој ќе каже кој е првата асоциација на секој британец за Велика Британија како држава? Гарантира право на собственост. Кој го гарантира? Судството. Кај што има во Македонија, кој предприемач е сигурен за неговиот капитал? Добро, нели е тоа да речеме, ево, Германија случај. Па добро е, Германија има сега други мерки. Но сепак впечаток прави што Велика Британија е шампионот убедлив. Добро, причината за тоа е следна. Велика Британија е многу силно поврзана со Индија. Значи има сериозна папочна врска, а земја која што е втора по развој во светот е Индија. Не е само тоа одлив на мозоци од Индија во Велика Британија. Видите, главните бизнисмени, центарот, главниот град, така да го кажем, на Индија, од економска смисла на зборот, не е ни Нью Делхи, не е ни Мумбај, туку е Лондон. Пред се на тоа го гледам тоа. И тоа ќе биде така, тој тренд ќе продолжи. Исто така забележи во извештајот што Словенија има значителен пад така и она во регионот тука сме заедно некаде нешто подолу од неа сме, но и она не е повеќе од 200 милиона. Во сериозна и политичка, и морална, и социјална криза, како што досега, веројатно од 45-та до денеска Словенија немала. И веднаш, гледате, како што спомнав, капиталот е плашлив елен, веднаш тој бега дури од една Словенија. Односно не бега, тој не излегува од Словенија, меѓутоа не влегува нов капитал да се инвестира во. За крај да ме прашам, кампањата за привлекување на странски инвестиции, која е на CNN се уште тече, не знаеме колку чини, таква информација не добивме. Дали таа кампања може да подобри во некоја смисла за некој процент, ако може така да се каже? За некој промил може, меѓутоа вака кампањата треба да тече, ама под еден услов. Внатре ние да си ги решиме предусловите. Тоа ти е исто, знаете, сега ние, еве, замислете дека сме фабрика на чоколади. И сега немаме нов производ веќе 20 години. Во меѓувреме конкуренцијата не претекнала, не знам со колку чекори напред. И сега ние влегуваме во кампања, а немаме нова палета. Немаме нова понуда. Мислите дека таа кампања нешто ќе придонесе? Не, кога ќе го пробат првиот производ, првото чоколадо, самата кампања ќе се претвори во антикампања. Знаете, кога некој ќе дојде, кога ќе се изгори, тој потоа на сите труби, преку сите амбасади, преку сите лоби групи, преку сите комори, зборува негативно.
И секоја наша кампања, која ќе види тој човек на CNN, ќе каже, аха, тие се тие што направија тоа и тоа во судството, кога јас сакав така и така. Нема истражувачко новинарство во областа на економијата, ќе се запрепастите колку многу странски потенцијални инвеститори дошле во Македонија и заради судството, после Голгота и изгубено време, се заминали. Како се вашите сознанија во тоа смисла? Па еве, јас неколку години веќе работам као консултант во M&A областа, значи Merger and Acquisition, но и Greenfield. Страшни се. Значи, судството во Македонија е најголемиот непријател на Република Македонија во моментот по однос на... Зборувате за поставки кои се во тек? Не, зборувам за два исти, значи еден исти проблем. Или тенденција во два различни суда се решава спротивно. Па го збунуваме дури и Страсбур. Знаете, имаме и такви случаи и во граѓанскиот дел. Значи, без амбиент и без координирана монетарна политика, Македонија е во безизлезна ситуација да привлече странски директни инвестиции. Зоран Витаров, ви благодарам што се гостин. Благодарам и на вас.